Интеграција со смена на променлива. Значи, интегрираме функција од x, dx. И прашањето како се користи смена на променлива. Смена на променлива може да се врши со линеарна функција или со сложена функција. Смена со линеарна функција секогаш може да се прави. Односно, можеме да земеме t еднакво на ax плюс b, каде што a и b се реални броеви. А смена со сложена функција е малку посложена, бидејќи сега имаме t еднакво на u од x и треба да имаме покриток тука за u прим од x, dx. Значи, u прим од x, dx треба да биде внатре тука некаде. Ке видиме и едната смена и другата смена и ќе ги користиме и на определени интеграли. Пример 1. Интегралот од 1 врз 3x минус 2 на квадрат dx. Значи, f од x е овај тука, 1 врз 3x минус 2 на квадрат. Зошто треба смена на променлива? Бидејќи знаеме да го интегрираме 1 врз t на квадрат dt. Значи, ова 3x минус 2 смета. Ама тоа е баш линеарна функција. А е еднакво на 3 и b е минус 2. А смена за линеарна функција секогаш може да се прави. Да видиме како права линија тука. И сега сакаме точно да смета 3x минус 2 еднакво на t. Значи, ке заменаваме 3x минус 2 со t. Треба се што е со x да биде заменато. Значи, и dx треба. Значи, треба изводот од двете страни. Изводот од ова страна е 3 по dx, а изводот од ова страна е 1 по dt. Сега, немаме 3dx, ама 3 е само константа. Да продолжиме овие малку. Значи, можеме да делиме со него и ќе пишеме dx еднакво на 1/3 dt. И како ќе ни дојде интегралот сега? Да пазиме првен уште еднаш, се имаме покриено со t. Значи, интеграл 1 горе, долу, 3x минус 2 е t, значи t на квадрат, и имаме 1/3 dt наместо dx. Константи напред, 1/3, и сега ќе го пишеме ова во таблична форма, t на минус 2 dt, и ова е табличен интеграл. Значи можеме да интегрираме, имаме 1/3, t на минус 2 плюс 1, врз минус 2 плюс 1, и сега продолжиме, еднакво, 1/3, t на минус 1, врз минус 1, еднакво на минус 1/3 по 1 врз t. Сега, бидејќи ова не е определен интеграл, мораме да се вратаме, да биде x како што почнавме, и имаме минус 1/3 по 1 врз и t е 3x минус 2. И сега на крај додаваме произволно константа. Значи, интегралот од ова функција е ова функција со смена на променлива. Тоа беше со линеарна смена. Тоа беше со смена со линеарна функција. Како е со сложена функција?